Како што може да забележите во позадина сообраќаен метеж во овој период од денот. Спомена и ти во најавата, денеска зборуваме за сообраќајната култура и задолжително посадување на зимска опрема во нашите возила. Утро мој соговорник Дејан Антоновиќ. Дејан, добро утро. Добро утро. Отека кампањата за задолжително носење на зимска опрема во нашите возила се разбира се до 15 март наредната година. Тоа не е кампања, тоа е практично обврска до сите возачи кои возат, кои управувачи на моторни возила и сите можни категории, зборувам од Б, С, Д и да не ги спомнам понатаму, секоја година обврска има да се носи зимска опрема од 15 ноември до 15 март. Тоа значи зимски гуми до 4 мм шара и доколку немате зимски гуми, синџери кои се ставаат на погонските тркала, со летни гуми и исто така 4 мм шара, бидејќи и сега не е добро да се комбинира зимски гуми со летни гуми или синџери со зимски гуми, така да има законска одредба каде што секоја година тоа веќе возачите го знаат и според статистиките се почитува таа одредба, бидејќи зимската опрема е наменета пред се на побезбедно движење во сообраќајот во ниски температури. Знаеме дека зимските гуми се направени од специјален материјал кој не е крт за време на зимото, не мора да има голомразица, доволно е да се ниски гумите, да се ниски температурите, за гумите да станат крти и да не можат да кочат, да лизгаат, па оттаму овие зимски гуми се направени од подобар материјал, за да можат да се прилагодат на ниските температури и да лепат на асфалтот. Од друга страна, доколку не може да се купат тие зимски гуми, морате да имате летни гуми, но со синџери и при секоја сообраќајна контрола на полиција може да ви побара дали имате синџери и сакам да потенцирам дека тие синџери и таа зимска опрема се однесува и во урбаните средини и надвор од урбаните средини. Кампањата не се спроведува само во Скопје, туку и во останатите градови? Па, зимската кампања се спроведува низ целата држава, бидејќи низ целата држава има зима, нели? Но тоа е секоја година. Ние апелираме као Републички совет за безбедност на сообраќајот на патиштата, потсеќаме дека треба да се спроведуваат законските одредби за носење на зимска опрема, но и оние правила и прописи за време на управувањето на моторното возило, без разлика дали е зима или не. Значи не возење под дејство на алкохол, возење со пропишана брзина, сообраќајната сигнализација мора да се почитува, знаците и сето она што го прави сообраќајот да има некакви правила, бидејќи без правила може да дојде до анархија, а знаеме кои се последиците од сообраќајните несреќи. Се разбира и задолжителна проверка на возилото во овој период од годината? Па добро, возачите знаат дека во зимски услови мора да се стави антифриз, мора да се проверува маслото, мора да биде технички исправно моторното возило, но сепак секогаш одиме на варијантата, барем ние од Советот, да не ги лекуваме последиците, туку да ги отклониме евентуалните причини за несакани последици, а тоа се разбира пред се превенција на техничко исправно моторно возило. Значи се знаат кои се правилата, се става антифриз, се проверува маслото, но и она најважното при лоши временски услови, не одите на пат, не управувајте со моторно возило, избегнувајте ако има некакви екстремни елементарни непогоди, тука се однесува на дожд, снег, голомразица, но и магла. Немојте да возите, идете со јавен превоз, така полесно ќе поминете и ќе ги отклоните евентуалните причини за некакви сообраќајни незгоди. Се наближуваат новогодишните празници и тогаш треба да бидеме особено внимателни. Секоја година се апелира на оваа тема. Ние секоја година пред новогодишните и божикните празници излегуваме во јавноста со помош на вас медиумите и пред се македонската телевизија, која е голем поддржувач на нашите кампањи, да апелираме, иако тоа сега малку изгледа ги се повторуваат, но мораме да ги потсекаме луѓето, доаѓаат празници, или пиете и не возете, или возите и не пиете, бидејќи алкохолот секогаш тука игра голема улога за зголемување на евентуални сообраќајни инциденти, но и повторно апелот, не тргајте на пат доколку временските услови не го дозволуваат тоа за безбедно возење пред се, повторно ќе кажам, ниски температури, врнежи од снег, дожд, голомразица, но и магла, бидејќи на пат може да има и одрони, може да има се, така да планирате си го патот, гледајте ги временските прилики, ако немате можност да одите, немојте да тргате на пат, бидејќи најважен е животот, а не прославата. Не возите под дејство на алкохол, нека ви биде моторното возило технички исправно, ако не вие, немојте да седнувате во него. И тоа се едни апели кои секоја година ги упатуваме и кои веројатно имаат некаков
успех, но мораме да ги повторуваме, да допре до луѓето, да ги потсетиме колку може да бидат страшни последиците колку сите овие работи кои ги набреав да се почитуваат. Да, особено помладата генерација или оние кои што за прв пат ке управуваат со автомобил на новогодишната ноќ. Па помладата генерација треба да оди постепено во сообраќајот, треба да ги почитува правилата и прописите. Тука сме ние постарите кои треба да апелираме, сите ние кои сме родители на нашите деца кои веќе возат, треба да им укажеме, да им посочиме и да ги опоменеме доколку не ги почитуваат овие правила. Успеавме ли да победиме сообраќајната ни култура? Па не баш, мислам дека имаме напредок, но таа е борба која сообраќајната култура и сообраќајната некултура веројатно датира и од културата и некултурата на нашиот народ. Се разбира, во поголемите градови сообраќајната некултура е бидејќи има поголем број на луѓе, но и поголем број на возила кои полесно може да се набават, одошто може да се прилагоди патната инфраструктура, или во превод полесно може да се зголеми бројот на возила, одошто што може да се реконструира некоја улица да се прилагоди за тој број на возила во градот. Сообраќајната некултура имаме напредок, но е далеку од она што треба да биде, бидејќи сите ние треба во себе да ја најдеме вината и да ја најдеме победата над некултурата, знаете како е во нашиот народ, он беше крив, не бев ја. Да, треба да биме свесни, совесни, затоа што сите сме директни учесници во сообраќајот, и возачите и пешаците. Буквално сите, како што ќе го напуштиме домот, сите сме ние учесници во сообраќајот. Сообраќајот нема ни вера, ни религија, ни политичка определба, нити пол, нити старост. Сите сме во сообраќајот и оттаму мораме да ги почитуваме правилата и прописите, бидејќи јас секогаш велам сообраќајот е наука, доколку не го почитувате сообраќајот ќе ви возврати со лошо. Тјан благодарам многу на одвоеното време. Се гледаме во некоја наредна прилика. Се надам дека како и секогаш убав апел до сите учесници во сообраќајот. Благодарам и на вас.